Почитувани, СДС и ДУИ ги претвораат државните институции во подружници на нивните фирми. Државниот апарат се користи за да се создадат добри бизнис услови за фирмите на луѓето од власта, а да се оневозможи развојот на сите други. Денес ќе отпочнеме со објавување докази како Артан Груби, премиер од Сенка, кој го држи Ковачевски на краток ланец, се богати на грбот на институциите со кои управува тој или нему блиски сопартици. Семејството Груби трупа милионски бизниси и имот додека народот осиромашува. Болни се молат за лек, ученици за книги, а сиромасите за храна. Сето тоа го прави преку братот на Артан Груби, Ветон Груби, собственик на ЕТЦ Травел. Ветон Груби е човекот околу кој семејството Груби го трупа своето богатство. Со Ветон Груби директно или индиректно се поврзани повеќе бизниси, како што е бизнисот со баждарење на инструментите за точење на нафтени деривати и газ. Да почнеме со ред. На 16.9.2021 година од страна на Ермир Имами од Дебар, вработен во ЕТЦ Травел, собственост на Ветон Груби, брат на Артан Груби, е основана фирмата за баждарење на пиштолите за точење на гориво на бензинските пумпи Метролаб. Метролаб за краток временски период, односно на 2.2.2022 година, само 4 месеци по основањето, добива акредитација за вршење на инспекција на мерила за зафатнина и проток на течни горива и течен нафтен газ, баждарење на пумпи. Акредитацијата ја дава Бирото за метеорологија, каде директор е Метира Мустафаи, кадар на ДУИ. Ова е Мустафаи. Одлуката за висината и начинот на наплатување на надоместокот за условите што ги врши Бирото за метеорологија е менувана 2 пати во последните 2 години. И тоа првиот пат непосредно пред да се отвори фирмата Метролаб од вработениот кај Груби, кој што лично ја подпишал Артан Груби. И вториот пат пред 1 година, подпишана од страна на Фатмир Битики. Ова се тие одлуки. Собственикот на Метролаб, вработен кај братот на Груби, иако газда на фирмата за баждарење останува шалтерски вработен кај Груби 1 година по основањето на фирмата, а си заминува од истата неколку недели пред измена на одлуката за висина и начинот на наплатување на надоместокот за услугите кои ги врши Бирото за метеорологија и овластено лице. Чекаме одговори. Дали Артан Груби влијал 2 пати во 2 години да се измени одлука за висината на наплатата за фирмите кои вршат баждарење на инструментите за точење на нафтени деривати и газ на бензинските пумпи, и дали тоа го направил за подобра позиција на Метролаб, основана од вработен кај неговиот брат. Дали Ермир Имами, кој бил шалтерски работник во ЕТЦ Травел кај Груби, ја формирал фирмата Метролаб затоа што знаел за измените, и дали за сето ова се крие и интерес на семејството Груби. Во наредните неколку дена ќе продолжиме со објавување на докази и аргументи за бизнис империјата на Груби и нему блиски лица. Ви благодарам.